Продолжуваме со емисијата. Тука е гостин Дејан Георгиевски, Центар за развој на медиуми. Зборуваме за предложените законски измени од страна на владата со кои се планира давање на финансиска помош на 5 национални телевизии, пари од буџетот кои треба да им се дадат, тоа е едно. И второ, измени со кои телекомуникацијските и кабелските оператори треба да им плаќаат истите телевизии од корисник. Ова е начелно, тоа се тие измени кои се спорни за многумина. Вчера требаше да се одржи една јавна дебата на која требаше да бидат представници на владата, експерти, представници на кабелските и телекомуникацијски оператори, на националните телевизии, сите што се засегнати, но на неа не дојдоа, речиси, никој не дојде на таа јавна дебата, таа се одржа, но како да не се одржа, но на таа дебата бевте вие, господине Георгиевски. Кажете ми, што се случи вчера всушност? Прво, добар ден, благодарам за поканата. Добро ве нашол. Нешто се вели. Да, вчера ние бевме поканети на јавна дебата за потоа кога веќе почна бидеме известени дека всушност не е јавна дебата, туку работен состанок. Предпоставувам поради одлуката на добар дел од стейкхолдерите, граѓански организации што се покрај тие што ги спомнавте, нели, издруженија на оператори на јавни електронски комуникацијски мрежи и така натаму, разни издруженија на граѓани и владни организации, професионалните издруженија, струковите издруженија на новинари и медиумски работници не присуствуваа. Знаеме и зошто, затоа што сметаат дека е недозволиво таквиот начин на трошење на јавни пари во медиумите е недозволив. Таму беа представници. Дискусијата главно се сведе на незадоволството од добар дел од деловната заедница, од медиумски организации. Дали се тоа радијата било какви, дали се тоа локалните телевизии, регионалните телевизии, сите телевизии што немаат дозвола за национално емитување преку дигитален терестријален мултиплекс, од третманот што тој закон. Ја не видов дека некој таму се противи. Јас сум свесен за тоа дека нашиот радиодифузен сектор е во финансиска криза. Никој пат не бил надвор, немало време кога не бил тој во финансиска криза, и главно дискусијата сведна на тоа, нели, кај сме ние тука и зошто не еднаквиот третман на 5 национални ДВБ-Т телевизии и останатите даватели на аудиовизуелни медиумски услуги и аудиоуслуги, имено радијата. Значи, кога сме веќе кај тоа противење, значи, тоа беше потегнато вчера како аргумент, кој што кај нас често се користи, секаде во Европа го има тоа. Значи, немој некој да мисли дека ние, да речеме, граѓанските организации што се занимаваме со медиумите или ЗНМ или ССНМ и други слични, не знаат дека секаде во Европа, во најголемиот дел од европските земји, постои државно рекламирање, постојат кампањи за јавно информирање за тоа. Нашето противење и противењето на заедницата во целина се базира пред се на претходните искуства. Секој пат кога сме имале такво користење на јавни пари за финансирање во аудиовизуелната медиумска индустрија, имало различни нивоа на злоупотреби. И ние се водиме, или постои таа една стара максима, се што може да се употреби, може да се злоупотреби. Кај нас ставот е, искуството ни учи дека се што може да се злоупотреби, ќе се злоупотреби. И затоа сме против тоа да дува ми на ладно, што се вели народски. Имено, изгорени сме повеќе пати. Ја кај Мишко реков, не само што дуваме сега во маштеница, дуваме во кравата, во тревата што го дава тоа млеко. Јас не можам да настапувам и не настапувам тука како гласноговорник на сите граѓански организации што се занимаваат со медиумите, на ЗНМ и така натаму. И не знам колку тие се согласуваат лично и како организација. Ние секој пат сме зборили дека тоа е прашање што мора да се регулира. Затоа што постои реална потреба во одредени услови државни институции, јавни институции да спроведуваат кампањи за јавно информирање, да ги информираат граѓаните за прашања кои се однесуваат
на некаков јавен интерес. Дали се работи за безбедност, дали се работи, да речеме, безбедност со сообраќајот е многу честа тема, злоупотреби на дроги, остварување на некакви права. Тоа не е проблем. За корона пандемијата, особено видовме таква потреба. Гледате, во добар дел земји во светот, вклучително и во Европа, во такви екстремни ситуации на пандемии, природни катастрофи и други кризни ситуации, дури постојат одредби кои што не знам кај да си беа предложени, меѓутоа не е битно, каде што државните институции имаат право да го преземат сигналот, да речеме, за кратки известувања тогаш кога е потребно. Не знам, зомби апокалипса, напад на земјани, инвазија, било што, поплави, суши, чудеси, војни, значи тоа постои. Тоа мора да се регулира затоа што се работи за трошење на јавни пари и тоа не може да трошењето на јавни пари не може да биде на нерегулиран начин. Проблемот што ние во ЦРМ го имаме е што ова решение што е понудено не е решение за проблемот на финансирање и имитување на кампањи од јавен интерес. Ова е решение, така како што е напишано, така како што е срочено, така како што е фокусирано, се е решение кое што треба да воспостави систем на индиректни субвенции, многу сличен на системот на индиректни субвенции кој што постои за печат со задолжителните јавни објави, кој што на еден или на друг начин ќе пренасочи пари од различни буџети, од државниот и од буџети на локалните самоуправи кон радиодифузната индустрија. Прво, тоа како прво. Второ, не е ни многу правичен, затоа што внатре различни сегменти и структури во радиодифузната индустрија се третираат различно. За едни се дава линеарно, за едни има правила, за други нема правила, некои добиваат многу поголем колач, други добиваат многу помал колач, треба да се гледат. Инаку, како што реков, и Европската Унија е свесна, да речеме, баш поради праксата и во некои земји на ЕУ да се злоупотребуваат праксите на државно рекламирање и на трошење јавни пари за купување на рекламен простор во медиумите, Полска и Унгарија. Секако тука се најдува пример. Цело едно поглавје во новата регулатива на ЕУ за слобода на медиумите, Media Freedom Act, се однесува токму на државното рекламирање и на потребата да се обезбеди тоа да биде транспарентно и недискриминаторско. Да, но само ова сакам, го спомнавте делот за печатените медиуми каде што владеат субвенции, но за печатените медиуми е разбирливо поради тоа што секторот се наоѓа во економска криза, никој веќе не купува вестници, знаеме, и на некој начин еве се обидува владата да го држи жив тој сектор. Да. Но за националните телевизии не е така. Значи, тие заработуваат и тоа прилично добро заработуваат. Да, апсолутно. Ако ми дозволите само да завршам за тоа. Да. Значи, таа регулатива, која што го регулира и тоа прашање, и тоа многу строго, веќе е во редовен законодавен процес во ЕУ, доставена е до парламентот, до Европскиот парламент и до државите членки за нивни коментари, ќе биде усвоена. Сега јас не знам дали и за неја важи исто како за директивите, нели Македонија мора да го усогласи своето законодавство со европските директиви и предстапувањето официјално и пред да стане членка на ЕУ, што во самиот процес, дали тоа важи и за регулативата, не знам. Меѓутоа, тоа некој што е постручен за тоа и ги познава тие политики, меѓутоа ние ќе имаме, ако правиме аналогија со директивите, ние веќе ќе имаме европска регулатива што ќе мора да ја спроведуваме таква како што е усвоена во Европскиот парламент. И една од причините за кои се противам е целото тоа брзање. Меѓутоа за тоа подоцна. Да, за печатот постојат субвенции, постојат секаде, постојат многу одамна. Тие првпат се појавиле со појавата на телевизијата како масовна појава во Европа. Тоа не е битно. И фокусот на субвенциите скоро секаде каде што постојат сега за печатот во Европа е да му се помогне неговата транзиција кон дигитализација. Знаете, веќе кога зборуваат за тираж, не знам, Süddeutsche Zeitung или Guardian или било кој, не зборуваат нашиот тираж е толку печатен, толку онлайн. Туку да речеме таа бројка ги опфаќа и бројот на претплати онлайн и бројот на продадени.
Генерално во телевизија такви програми за субвенционирање не се даваат затоа што се уште се смета, знаете, уште сме во златното доба на телевизијата во крајна Се уште е мејнстрим медија. Да, второто златно доба на телевизијата, затоа што телевизијата генерално се смета за богат медиум, која што традиционално привлекува најголем дел од адвертајзинг колачот. Се субвенционираат одредени сегменти од аудиовизуелната индустрија, пред се таму каде што аудиовизуелната индустрија се поклопува и е дел од културната индустрија, значи имено производство на квалитетна драмска програма, производство на документарна програма. Образовни програми. Да. И тоа генерално оди по линија на разни филмски фондови и така. Значи, кај на ситуацијата е малку поинаква и затоа и вчера го кажав тоа и неколку пати го повторувам. Факт е дека нашиот закон за аудиовизуелни медиумски услуги му треба целосна ревизија. Значи, треба да се отворат сега поглавје по поглавје и за сите тие да се најдат најсоодветни решенија и на сегашниот момент решенија кои што ќе гледаат барем 10 години во иднина каде ќе се движи секторот, а веќе имаме примери од Европа, и решенија кои ќе бидат применливи тука и кои ќе бидат насочени меѓу другото и за регулаторен начин на решавање на главниот проблем во нашиот аудиовизуелен сектор, а тоа е ниската одржливост, ако воопшто било каква одржливост има. Ние просто имаме премногу играчи за премногу ограничен пазар, достапни пари. Никаде не постои држава во Европа, дури и во нашиот регион, каде што отприлика филозофијата во 90-тите беше слична, каде што имате 5 национални терестријални телевизии, каде што имате уште 6 телевизии со национална, да речеме кога сме кај политиката на доделување на дозволи, идејата дека воопшто може да постои локална, регионална или национална кабелска дозвола за кабелско емитување е апсурдна. Кабелското емитување, вие пакувате програма и ако некој дистрибутер го интересира таа програма, вие ќе седнете и ќе се договорите. Ништо не би требало да спречува телевизија која што основана, јас сум Свети Николчанец, нели? По потекло. Телевизија основана од Свети Николе, ако во Охрид има публика што можеби би била заинтересирана за нејзината програма, да не оди на кабелска мрежа во Охрид. Значи, знаеме зашто го направивме тоа во време на дигитализацијата, затоа што нашите медиуми, особено локалните, се пресиромашни за да може да си ги платат трошоците на дигитализацијата. Значи, јас не сум против тоа и апсолутно се залагам за тоа дека ние треба да воспоставиме системи за финансирање на оние делови од програмската понуда, од содржините што ни недостигаат во аудиовизуелните медиуми кај нас. Значи, ние домашна квалитетна драма немаме драма никаква скоро, освен неколку недамнешни обиди и сега има нешто што оди на една од националните телевизии. Документаристиката што беше гордост, да речеме, на времето во Југославија на радиотелевизија Скопје баш како дел од ЈРТ и таа скоро да ја немаме. Не гледам причина зашто ние би финансирале, би помагале производство на вести. Нас вести не недостигаат. Значи и бегла математика, најпроста математика покажува дека сите телевизии во Македонија произведуваат најмалку ден и пол вести секој ден. Само националните телевизии на различни платформи сигурно произведуваат околу 20 часа вести дневно. Ние тоа не ни треба, тоа го имаме и не гледам причина ако веќе тоа функционира, сега дополнителни пари. Нас ни фали истражувачко новинарство, ама тоа е документаристика генерално за телевизија. И тие прашања секаде во Европа, кога веќе сме кај тоа што има во Европа, што нема, секаде се решени преку филмски фондови. Кој што отприлика последното систематско истражување на таа тема од 2000 и тоа е релативно старо, 2015 година покажуваше дека околу 1/4 од сите пари што ги доделиле 250 различни филмски фондови на различни нивоа во Европа се дадени за телевизиска продукција. Меѓутоа тоа подразбира, таа телевизиска продукција подразбира тоа што го реков. Квалитетна драма, ТВ драма, сериска или ТВ филм и документарна продукција. Да, но тоа е едниот аспект. Другиот аспект на законските измени е дека кабелските и телекомуникацијските оператори треба да плаќаат
на националните телевизии за реемитување, значи ќе бидат обврзани да им плаќаат. Значи не е само што националните телевизии би се финансирале директно од буџетот, туку треба да им се обезбеди едно вакво финансирање. Сега ова отвара и други дилеми, не само од таа медиумска сфера, туку и од деловната сфера, од законите кои го регулираат и деловното работење, па дури од уставот, каде што ќе бидат приморани да плаќаат. Исто така многу експерти и асоциациите се изјасни против овој предлог. Значи вака, тоа е пред се работа на комерцијален договор. И како такво мислам дека би требало да важи и регулативата за облигациони односи, нели и таму трговски друштва и се живо. Јас не сум априори против тоа некој некому да плаќа. Кај нас проблемот е друг. Кај нас проблемот е што нашата не постои на вистинска политика на доделување дозволи и на регулирање на популацијата во тој сектор, ако ме разбирате. Ние имаме премногу играчи кои се борат за мала публика и за мали пари. Начално сметам дека тоа дали некој ќе плаќа некому во тој однос, кабелски оператори на јавни електронски комуникацијски мрежи, дали се IPTV, дали се класична кабелска телевизија коаксијалец, не е битно дали сателитски. Кој кому ќе плаќа, зависи генерално од односот на моќ, како и во секој комерцијален таков договор, и кој има робата која што се бара. Но тоа го регулира пазарот. Тоа го регулира пазарот и тоа го регулира страните меѓу себе. Државата се вмешува нормално на барање на страните кој ќе настане некаков спор. Има примери во Европа каде што да речеме јавните радиодифузни сервиси се финансираат со пари кои што ги даваат како одреден дел од своите приходи или заработувачката, не е битно Шпанија, да речеме. Таму кабелските оператори плаќаат 2-3% од своите годишни приходи за РТЕ, не за друго, за радиотелевизија Еспања. Комерцијалните радиодифузери плаќаат 3-4%, уште некои дистрибутивни канали, и од таму, да речеме, се финансира шпанскиот јавен радиодифузен сервис. Се разбира, има милион примери во светот каде што кабелските оператори им плаќаат во некаква форма на договор, дали тоа ќе биде по претплатник и така натаму. И што се однесува до мене, јас сум отворен за било какво решение што двете страни ќе го најдат и ќе го договорат меѓу себе. Како резултат на договор? Не мислам дека тоа треба да биде нешто што законот треба да го регулира. Туку треба страните се договорат, си имаат своји представници, здруженија, во стопански комори, овака, онака, и да седнат и да постигнат на ниво на саморегулација, бидејќи за тоа се работи, и да постигнат некој договор. Јас не би се мешал, немам преферирано решение. Разбирате, затоа што решението зависи од тоа дали, да речеме, на телевизиите повеќе им се потребни кабелските оператори, затоа што не е тајна дека кај нас IPTV, кабелските и генерално нели јавните електронски комуникацијски мрежи се основен начин на пристап до телевизиски програми и содржини за 92-3% од населението. И дека многу малку, помалку од 3%, ако не слажам според последното истражување, може би е помалку од 4%, сега ќе ми простите ако таа бројка се сгрешил, гледаат телевизија со класична надворешна антена, примајќи го сигналот од дигиталните мултиплекси. Повторувам, тоа зависи од интересите на двете страни и колку тие ќе ги усогласат своите интереси и каде ќе се најдат, па ако излезе по договорот дека операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи ќе им плаќаат нешто, дали ќе ги пакуваат како пакет, па ќе ги продаваат како претплата. За модусите воопшто не би разговарал. Не мислам дека е тоа посебно прашање што треба да се регулира во закон. Тоа е целата работа. Да се разбере. Впрочем, таму каде што има, генерално праксата е во оние држави, а има такви држави, каде што има така наречени must carry обврски, каде што
кабелските оператори, IPT операторите, мора да ги пренесуваат и радиодифузерите што имаат дозвола за терестријално емитување. Во некои држави дури експлицитно се спомнува дека тука никој тоа не повлекува обврска за плаќање од една кон друга страна само врз основа на маскер и обврската. Повторува, може после тие да се договорат. Не знам, ако некој кај нас тука, еве да ви дадам класичен пример. Било која локална телевизија од постоечките или ново основана што ќе инвестира во најквалитетните лиги фудбалски, во квалитетен спорт, јас се обложувам дека сите кабелски оператори веднаш ќе тргнат и ќе кажат, окей, колку да ви платиме за и ние да ве пренесуваме. Затоа што публиката тоа го сака, има за тоа публика огромна и затоа што голем број луѓе, сме го виделе тоа, се случуваше, се селиле од еден оператор на друг заради спортска понуда. Значи, тоа е работа помеѓу два субјекти кои што треба да си го решат меѓу себе. Државата тука не би требало да се меша. Државата може да се меша, како што реков, преку правосудството или преку, ако има некакви инструменти за медијација, ако настане спор во тој однос. Толку имам да кажам. Ја лично немам преферирано решение, освен тоа. Да повторам уште еднаш. Тоа зависи од тоа како ќе се договорат две страни и тоа не би требало само по себе да биде регулирано со закон, не би требало закон да рече и за тоа тие и тие треба на тие и тие да им платат толку. Сдруженијето за информацијско-комуникацијски технологии и Престопанската комора вчера се обрати во однос на најавената јавна расправа, која сепак не беше јавна расправа. Тие велат дека со тоа што на неа не дојдоа многу заседнати страни, владата да не ги искористи како изговор и да каже дека се одржала јавна расправа, но еве според ова што вие ми кажавте дека го смениле форматот на работен состанок, значи сепак не е така. Експлицитно беше речено дека тоа нема да се смета за јавна расправа, туку за работен состанок. Значи сепак тоа изгледало така, тоа е окей, но до министерот за информатичко општество и администрација Азир Елиу се стигнати забелешките и на експертите, и на организациите, и на операторите во однос на предложените законски измени, но Министерството не ги објавува или не ги кажува и повторно не ги дава на увид на јавноста. Не знаеме што е нивното мислење по тие забелешки и сега постојат информации дека во собранието веќе има закон за измени на законот за медиуми кои веќе стигнат, помината е на комисијска расправа. Тие измени не се спорни, сакам да потенцирам, кои се сега актуелни во собранието, таму нема ништо спорно, но постоја некои информации дека овие измени кои се спорни, кои се однесуваат на финансирање на националните телевизии, дека би се залепиле, ајде на некој начин, како анекс на постојните измени, но по се изгледа дека тоа нема да се случи. Лично немам таков впечаток и се надевам дека впечатокот не ми е погрешен. Мислам дека вчера и беше кажано, прилично јасно, мислам дека нема време тоа да се направи. Прво. Затоа што вчера поминале во сите комисии собраниски овие измени што не се потребни за да се усогласиме со новата директива за аудиовизуелни медиумски услуги и како што разбрав, сега само се прави усогласување да се види на која наредна пленарна седница има простор да се вметне и таа точка за тоа да се изгласа. Мојот впечаток е и од начинот на кој се напишени тие материјали дека е можно, што е подеднакво мислам погрешно, повеќе причини, тоа да биде доставено како дополнителен засебен предлог за изменување и дополнување на законот за аудиовизуелни медиумски услуги во брза кратка постапка со европско знаменце. Значи, еден од проблемите што ги имаме ние во медиумската заедница е со таквото брзање. Затоа што постоеше некаков договор, има и европски проект на Европската комисија кој се однесува токму на тоа дека во првата фаза ќе се грижиме за усогласувањето со новата директива на ЗАМУ, а во втората фаза ќе го отвориме законот за аудиовизуелни медиумски услуги, вклучително и законот за медиуми и други
соодветни регулативи и се занимаваме со прашањата на измена поглавје по поглавје. Затоа што на нас ни требаат многу работи мора да се сменат во сегашниот закон, кој што е за многу прашања е застарен, за многу прашања е неадекватен на совремието. А камоли за тоа, за каква ќе биде ситуацијата, да речеме, за 5 или за 10 години, нешто што во Европа и светот веќе забрзано се прави. Веќе ја спомнав политиката на доделување дозволи и распределување на достапните ресурси за емитување. Политиките и праксата за регулирање на медиумска концентрација, кој што кај нас се примерени за 2004 година и за тогаш се окей, ама не се за денес, затоа што развојот на современите аудиовизуелни медиумски услуги очигледно бара окрупнување. Кај нас уште важи политиката еден радиодифузер, еден програмски сервис. Тоа мораме да го смениме. Кај нас е физички е невозможно, мислам правно е невозможно, вие да сте, да речеме, како во Холандија, RTL, и да имате RTL 1, RTL 2, RTL 3, RTL 4, RTL 5. Значи тоа мора да се смени. Мора да се разгледа целосно законот за јавна радиодифузија. Ја лично сметам дека тоа треба да се издвои повторно во посебен закон кој ќе се занимава само со јавната радиодифузија од повеќе причини во кои што не би навлегувал се. Значи имате едно чудо аспекти од тој закон кои што мора да се преразгледаат повторно за да го адаптираме и нашето законодавство на новото обкружување. Знаете, што ќе правиме со новите играчи во аудиовизуелната индустрија, што се интернет нейтив, што произведуваат само за интернет, стримуваат или се емитуваат. Таму имате субјекти кои што емитуваат програма, која што е во секоја смисла класична линеарна телевизија. Дали тие ќе подлежат на дозволи? Што ќе правиме со нив? Како ќе ги третираме законски? Постојат веќе решенија во одредени европски држави и ние сите тие треба да ги изгледаме, меѓутоа повторувам. Идејата беше дека ова лето, значи после усвојувањето на законот, од почетокот на јуни, ќе разговараме, ќе дискутираме за сите тие прашања со сите, значи, анализи. Проектот на Европска комисија ќе направи споредбени анализи на европски држави, европски пракси и така натаму. Ќе се разговара со сите стейкхолдери, се видат нивните мислења, нивните решенија, за да дојдеме до еден закон кој што е прифатлив за сите и кој што ќе овозможи, што е многу битно, развој на индустријата на аудиовизуелни медиумски услуги, одржливост, плурализам, слобода и така натаму. Сега, со ова, бидејќи самиот предлог во неколку точки такви залага, кои што на сите се согласувам, им требаат измени, не е нужно такви измени кои што се предложени, скоро во ниту еден случај не такви измени како што се, според мене, како што се прогласени, меѓутоа за тоа ќе треба време, за тоа ќе треба дискусија и така натаму. Сега да се вратиме на ова, мојот впечаток е дека најверојатно таков тип на широка јавна дебата за овој конкретен предлог нема да има. Мислите дека ќе го туркаат по скратена постапка, на брзина? Па, гледате, во тие материјали што ги добивме, заедно со образложенија, со се што припаѓа во еден предлог закон како што треба да оди во собранието, и делови од ова беа и предложени, доставени веќе еднаш по скратена постапка во собранието лани во август или септември, ако не се лажам, и посебно тој дел што се однесува до кампањите за јавен интерес. Таму како што пишува, намерата е тоа да оди по скратена постапка. Зошто? Не ми е јасно. И сметам дека оваков закон, без широка јавна дискусија и дебата на сите засегнати страни, особено затоа што се работи, да речеме, за јавен интерес. Половина закон се работи за јавен интерес. Никаде го немате вие јавниот интерес. Јавниот интерес тука служи само како параван за воспоставување на, како што реков, на некој систем на индиректни субвенции. И јас од тоа се плашам дека овој текст сега во наредниот месец некаде одеднаш ќе влезе од такво. Ние ги собравме, кажаа вчера дека собрале такво, дека ќе бидат земени предвид. Земањето предвид не значи дека ќе бидат прифатени. Ја тоа го разбирам.
нивни прерогатив. Меѓутоа, ако ние сега усвоиме некој закон, кој што во натамошната фаза, да речеме на есен, за кој што ќе разговараме за тие решенија во рамките на потребите од ревизија на целиот закон повторно, и тој се покаже тогаш противен, мислам само непотребно не ја гледам таа причина за брзање, затоа што веќе имаше некаков договор дека нема да се брза. Да, но тука имаме и други абсурди со брзањето, доколку се оди на скратена постапка за овие измени за законите за финансирање на за давање пари на националните телевизии, за државно финансирање, како сакате наречете го тоа. Значи, првото е, доколку, ако е спротивно со Европската директива за медиумски слободи, а се оди со европско знаменце или по некаква скратена постапка, што е абсурдно само по себе, да носите измени по скратена постапка спротивно на европските директиви, за кои подоцна во поглавјата, во бенчмарковите ќе треба да ја исправаме. Тоа е една работа. Второ е повеќе и политичко прашање, бидејќи знаеме дека од кога е дојдена оваа гарнитура на власт, каде што окосница е СДСМ и ДУИ, дека не се направени медиумски реформи. Не е направена медиумска реформа во МРТВ, во АВМУ, знаеме дека таму имаме и истечени мандати, кои се уште трајат, исти состав трае. Значи, и цело време со некакви изговори дека опозицијата блокира, дека не може и така натаму, но гледаме дека власта покажа не само во медиумските закони, и во други закони. Кога сака да ги донесе, наоѓа начин да ги донесе. По скратена постапка, наоѓаат начин во собранието ги носат, дека кога се сака се може. Излегува дека овие медиумски реформи за МРТВ и за АВМУ се намерно ставени на страна. Сето тоа е така ставено во некој лер. Таму имаме исти луѓе кои били и пред 2016 се уште на раководни позиции. Но кога нешто се сака, значи се може. Значи, тоа прашање, например, е еден од деловите што мора да се изменат во законот. Мислам, ЦРМ и јас лично се противиме на таа идеја, нели се противевме на воведувањето на квалификувано двотретинско мнозинство во изборот на тие членови, уште самиот почеток. И тогаш не се согласувавме и на Фанхауте, мислам дека се викаше тој белгискиот експерт кој што се занимаваше и со тоа прашање, и на него му кажам, и на Прибе му имам кажано, ако е до тоа, дека тоа е грешка, дека нема потреба за тоа, и дека тоа во практична смисла, што се потврди, ќе го блокира целиот процес. Затоа што вие во закон и давате на опозицијата можност за тргување. Сега, ја не можам тука да обвинам опозицијата никако, затоа што, знаете како, и ја да сум на нивно место, и ја истото би го правил. Опозицијата се тера своја политичка битка тука. Имено. Од друга страна, прилично очигледно дека во пропорционални изборни системи, не дека јас сум против пропорционалните изборни системи, меѓутоа во пропорционални изборни системи двотретинско мнозинство е многу тешко да се постигне за било која тема, а особено не некоја партија или коалиција сама да го има, што од друга страна пак го прави. Додадете ја тука традиционалната жестока, остра поларизација на нашата политичка сцена, низ целата наша историја, каде што едната страна се што ќе каже мисли дека е од Бога дадено, а другата страна е нели од ѓаволот, и обратно, и двете страни на таа поларизација така се однесуваат, и прилично јасно беше уште самиот почеток дека, например, двотретинското мнозинство потребно за избор на тие тела ќе биде проблематичен. Факт е дека ние трагично доцнеме со овие реформи. Значи, потребата од реформи првпат беше наведена во јуни, мислам, 2015 година во првиот извештај на Прибе, беше потврдена во документот на Европска комисија, како се вика, итни реформски приоритети, исто од 2015 година, беше повторно споменат од Прибе во 2017 во втората верзија на извештајот. Ние неколку пати, нели,
се колневме рака на срце и така натаму дека и сме свесни дека реформите се потребни од приве, реформите се потребни од самиот почеток кога се формираше нашиот демократски, плуралистички, слободен медиумски простор, така да кажем. Зошто доцнат претпоставувам дека е се работа на политички калкулации. Немам друго објаснување и тоа се должи и на природата на системот во кој што функционираме, а тоа е дека политичките партии и политичарите, дали се во власт или опозиција, некаква казна, условно речено, за нивното однесување или неоднесување, се испорачува само на избори. Значи немате вие друга работа. Јас не можам да спомнам, може тие се задоволни од тоа, јас сум сигурен дека тие се задоволни од тоа како изгледа медиумскиот сектор и радиодифузната индустрија сега. Затоа што тоа им овозможува да си ја продаваат својата приказна, што би се рекло за џабе, за ефтини пари. Да се вратиме уште еднаш на еден сегмент кој вие го спомнавте уште на почетокот, тоа кои се опасностите од овие законски измени, па тоа го кажа и значи издруженијата, значи во едно соопштение на ЗНМ, на самостојниот синдикат на новинари, на Македонскиот институт за медиуми, на Институтот за комуникацијски студии, на Советот за етика, така натаму. Тие кажаат дека се плашат дека државното рекламирање преку платени политички кампањи со пари на граѓани, со давање на пари на медиуми, значи го носи ризикот од политичко мешање во медиумите, нешто што ние го имавме. Значи пред 2016, за опасноста од тоа, да. Не мора многу далеко да одиме на тоа, како што ти спомна, и да се присетиме што се случуваше во времето на. И сега само уште ова сакам да прашам. Очигледно е дека тоа се неофицијални информации, дека овие измени се донесени на барање на националните телевизии, се разбира, но сепак се некакво кокетирање на владините представници со тие национални медиуми. А зошто би кокетирале владините представници со националните телевизии, освен да добијат некаква политичка подршка или некаква друга подршка? Мислам, што би бил договорот меѓу нив за ако вие бараат пари, владата да им дае пари? Значи мора да постои некаква обострана корист тука, нема? Тоа е логиката на нештата. Значи, неколку коментари на оваа тема упатуваат на тоа дека, значи сите сега коментираат, сите сме сега многу помни, и главниот коментар е дека тоа најверојатно значи целото ова брзање, тоа да се усвои сега до не знам додека се распушти парламентот или така натаму, значи очекува дека ќе имаме предвремени избори. И дека ја би сакал да не е така. Би сакал сите што го мислат тоа да се лажат. Факт е сега, мора да бидам искрен дека законот, овој предлог така што е напишан, во голема мера со тоа што го автоматизира просторот. 0,1% од тој буџет, 0,1% од тој буџет се дава таму и таму, на почетокот на годината се бираат 4 или 5, не знам колку ќе бидат кампањи, парите се делат толку посто на овие, толку посто на овие, толку на. Проблемите повеќе се во тоа како се распределуваат на парите. Така што ако освен во таа смисла дека окей, ние сега ќе ви го решиме проблемот и ќе ви овозможиме пристап до буџетски пари кои што вие ќе ги делите линеарно, па да си бидеме добри едни со други. Ја не гледам дека овој закон, мора да бидам искрен и отворен, не гледам дека овој закон баш нуди таква можност и таква опција, дека значи на државните институции, на буџетите, на Министерството за финансии, на сите тие што одлучуваат за распределување на буџетот откако собранието и советите на општините ги усвојат, не им е оставена можност после да викаат ова не можеме да го направиме. И сега нема да, знаеш, оваа година нема да ги дадеме тие 1%, или ќе дадеме 0,1%, или ќе дадеме само 0,02%. Што исто така сметам дека е од друга страна непрактично и неприфатливо. Затоа што, да се вратам на самата содржина, ако е ова решавање на прашање на
кампањи од јавен интерес, очигледно е дека тие не се фокусирани на публиката и не се фокусирани на организаторите на тие кампањи, затоа што во фокусот би требало да биде како пораката од тука ќе стигне до целната публика. Туку се фокусирани само на тоа како одреден процент од државниот буџет или од буџетите на локалните самоуправи да стигнат до радиодифузерите. На сите нивоа внатре распределбата на тие средства што ќе се извојуваат од различни буџети е прилично нефер и нерамно мерна. 75% одат кај националните телевизии, нешто малце кај... И тоа беше и главната и основната линија на спротестувањето од другите радиодифузери кои што не се на национални ДВБ телевизии, разбирате. Не гледам дека овој закон таков како што е нуди, освен тоа дека ќе создаде добра волја кај медиумите да бидат благонаклонни кон владата, затоа што им решило едно екзистенцијално прашање. Онака упростено кажано, ова за крај, значи најголем дел парите одат кај оние кои и онака заработуваат добро, а најмал дел кај оние кои кубурат и едва екзистираат. Имено, што е генерално, за крај, што е генерално спротивно на тој некој принцип дека се помага и се субвенционира на оние кои што се најранливи. Се субвенционира тоа што го немаме. Не се субвенционира она што го имаме во изобилство и не се субвенционираат оние што имаат највеќе. Значи тоа никаде тоа не постои, освен во земјоделството најверојатно, ама јас не сум за земјоделска политика и тука не би им се мешал. Добро, господин Георгиевски, ви благодарам за ова интервју. Благодарам за можноста. Дејан Георгиевски, Центар за развој на медиуми.